грошовци, почитувани громовци и симпатизери, почитувани коалициони партнери, добре дојдовте на првиот митинг на коалицијата Гром на нашиот кандидат за председател на Република Македонија. Пред да почнеме со митингот, ги поканувам членовите на извршниот одбор на Гром да ми се придружат на бината. Ова се луѓето кои заедно со нашиот председател Стефче Јакимовски и заедно со вас, членовите и симпатизерите на коалицијата Гром, се нафатија на големата задача, а тоа е нова, храбра иднина за Република Македонија. А сега, почитувани, ја поканувам на бината нашата сограѓанка, оперски уметник и членка на Гром, Лени Партикова Ременска, да ја исполни химната на Република Македонија. Добро вечер на сите. Денес над Македонија се раѓа ново сонце на слободата. Македонците се борат за своите правдини. Македонците се борат за своите правдини. Горите македонски шумно пеат, нови песни, нови весници. Македонија слободна, слободно живе. Македонија слободна, слободно живе. Тука сме сите заедно да ставиме печат на големата идеја што ја започнавме со апсолутната победа на нашиот лидер Стефче Јакимовски на минатогодишните локални избори. Идеја која продолжи на 29 мај 2013 во Александар Палас со конвенцијата, идеја која се втемели на 28 септември истата година со основачкото собрание, за да во оваа изборна година добие и младешки ветер во грбот на основачкото собрание на ФОН Гром на 26 јануари. И конечно да дојде до денешниот свечен ден, кога ќе го промовираме нашиот кандидат за председател на Република Македонија. Граѓанската опција на Македонија Гром и коалицијата Гром не се обична политичка партија или политички сојуз. Тие се израз на волјата на граѓаните на Република Македонија. Граѓанската опција е бојата која со неверојатна брзина ја бои црно-белата слика во нашето општество. За само 6 месеци од основачкото собрание во Гром членуваат 24.000 луѓе.
а зад нив стојат 100.000 симпатизери и рейтинг од 5%. Заедно со нашите коалициони партнери Српската напредна странка, Партијата на слободни демократи и Титовите леви сили, бројката е многу, многу поголема. И со неа коалицијата Гром е трета политичка сила на македонската политичка сцена. Во коалицијата Гром членуваат македонци, албанци, турци, роми, власи, срби, бошњаци, хрвати, црногорци и многу други, затоа што ние се обраќаме и се грижиме за сите, не делејќи ги луѓето по национална, етничка, верска или било која друга припадност. Коалицијата Гром им припаѓа на сите граѓани на Република Македонија и ќе се грижи за сите нив подеднакво. Но нашиот почеток е токму од тука, од Карпош. Токму тука, во Карпош, започна оваа успешна приказна. Затоа на почеток го повикувам председателот на Општинскиот одбор на Карпош на граѓанската опција за Македонија, магистер Оливер Станоевски, да ни се обрати. Почитувам господин Јакимовски, почитувам господин Поповски, почитувани представници на коалиционите партии, драги сопартници, сограѓани од Карпош, почитувани гости и пријатели од останатите скопски општини и од матрешноста на Македонија. Како председател на општинската организација на Гром Карпош, сакам да ви посакам срдечно добре дојде на првиот голем собир по повод престојните председателски избори и воедно ве повикувам со еден громогласен аплауз да ја поздравиме нашата нова коалиција Гром. Драго ми е што токму колевката на граѓанската опција за Македонија, а тоа е Карпош, се избра за почеток на овој караван. Овде беше почетокот на граѓанското движење кое за кратко време прерасна во сериозен политички субјект кој успеа да ги обединени граѓаните кои пропаѓаат на различни слоеви на општеството. А по се изгледа дека овде ќе биде и местото каде што ќе почне да се пишува новата политичка историја на Република Македонија, а главен актер во истата ќе биде коалицијата Гром. Почитувани пријатели, ако пред една година бевме храбри за Карпош, ајде сега да бидеме храбри за Македонија. Да го пресликаме истото сценарио, да одработиме на ист начин и ако успееме да го направиме она што ист начин тогаш го направивме, резултатот нема да изостане. Впрочем, не гледам зошто тоа не би било така. Имено, го имаме истиот човек, лидер, господинот Стефчо Јакимовски, кој тогаш го предизвика политичкиот земјотрес во Карпош, а сега е на располагање на цела Македонија. Но не е само тој, во коалицијата Гром заедно има уште многу лица кои успешно се реализирани во своите области и кои пред се угледни и почитувани граѓани во својата држава, но и надвор од неа. Драги пријатели, како што викаат, пред фактите и боговите молчат. Во таа насока, никој не може да го оспори подемот на граѓанската опција за Македонија. Партија која за само 6 месеци има веќе своји ограници на 2/3 од државната територија. Никој не може да го оспори фактот дека оваа партија е отворена за сите граѓани на Република Македонија. Имено во неја членуваат и ја поддржуваат граѓани од сите заедници во државата.
Никој не може да го оспори фактот дека оваа граѓанска опција подеднакво им нуди шанса за промовирање и табрилење на сите своји граѓани, кои ја преземаат позитивната енергија и новитетите кои ги промовира оваа политичка опција од центарот. Почитувани сограѓани, кога станува збор за Карпош, за душата на граѓанската опција на Македонија, јас воопшто нема да бидам скромен во однос на очекувањата за престојните претседателски и парламентарни избори. Карпош на последните локални избори покажа дека може да се заобиколи биполарниот политички курс. И убеден сум дека тоа ќе се случи овој пат, бидејќи Карпош има своја 5000 армада која е спремна за поход. Нашиот политички кандидат, председателски кандидат, нашиот драг комшија, почитуваниот професор доктор Зоран Поповски, ја доби убавата четворка како реден број за предстојните избори. Нумеролошки гледано ова е многу убава бројка. Затоа ајде сите заедно да дадеме се од себе и да ја направиме четворката уште повеличенствена, а тоа значи да ја внесеме во вториот круг. А во втората рунда едноставно нема изразит фаворит, таму е се возможно. Ви благодарам на присуството и следниот пат овде да се видиме со веќа победата. Ви благодарам. Благодариме на господинот Оливер Станоевски. Почитувани, за само 6 месеци граѓанската опција за Македонија има структура од 50 општински одбори. Структура која со местните одбори се протега до секој граѓанин, до секој дом, до секое најоддалечено село во Република Македонија. За само 6 месеци Гром ги создаде силните организации во својот состав во името на Младинскиот форум на Гром, Форумот на жени на Гром и градската организација на Скопје, кои се движечка сила на партијата. Но Гром од вчера е уште посилен. Со него се и Српската напредна странка, партијата на слободни демократи и Титовите леви сили. Заедно ја правиме третата политичка опција во Македонија, коалицијата Гром. Затоа го молам председателот на Титовите леви сили, господинот Слободан Угриновски, да ни се придружи. Светни молњо, удри громе! Гром ќе удри од Карпош, гром од Скопје, гром од Македонија, гром од Стевче, гром од Зоки. Друже Стевче и друже Зоране, многу крчмари има што прават сметка без вас и без нас. Меѓутоа сметката многу ќе ги кошта. Јас им порачувам, не може сметка да се прави во Македонија за председателските избори и за парламентарните без Гром. Во тоа име ја изразувам нашата безрезервна поддршка до програмата и декларацијата што е потпишана за престојните избори, до председателот Стефче Јакимовски, до председателскиот кандидат професор Зоран Поповски и до сите други коалициони партии и до вас сите граѓани. Напред, смрт на фашизмот, слобода на народот. Го поздравувам и господинот Слободан Угриновски. Почитувани, коалицијата Гром не е обична коалиција. Ние во Гром зборуваме на сите јазици. Ние одиме во сите храмови.
Ние ги празнуваме сите празници и ние веруваме во сите граѓани, затоа што ние сме храбри и стоиме со вистината во нашите срца. А само во слободата вистината е целосна. Затоа го поканувам и председателот на партијата на Слободни демократи, господинот Кире Гештаковски, да ни се придружи. Добро вечер, Карпош, добро вечер, Скопје, здраво, Македонија. Пред една година, точно од ова место, ви собратив и ја побара вашата доверба за тогашните локални избори, за сегашниот градоначалник, наш господинот Стефче Акимовски, а сега и председател на партијата ГРОМ. Ви се заблагодарувам најпрвен за големата поддршка и големата ланска победа. Денеска се собравме повторно. Повторно ја бараме вашата поддршка. Ја бараме поддршка овај пат за нашиот кандидат, за кандидатот на партијата ГРОМ и неговите коалициони партнери за председателскиот кандидат професорот Зоран Поповски. Зашто бараме поддршка ваша, почитувани, драги мои пријатели? Бидејќи на Република Македонија повеќе не му треба председател кој ги исполнува само желбите на својот лидер, на својот вожд. На Република Македонија не му треба председател со слика без тон. На Република Македонија не му треба председател кој 5 години потроши за да учи како се води држава и како се води политика. Затоа ГРОМ предлага кандидат за председател кој пред се е добар и чесен човек. Голем професионалец, докажан на професионално поле, но во исто време, почитувани, драги мои пријатели, и искусен политичар. ГРОМ ви нуди кандидат за председател, кој ќе ги носи самостално, принципиелно, одговорно најтешките одлуки за Република Македонија. Коалицијата ГРОМ ви нуди председателски кандидат кој ќе биде одличен водач на вооружените сили на Република Македонија, на војската на Република Македонија. Ви нуди кандидат кој подеднакво ќе се грижи за сите граѓани на Република Македонија, без разлика на нивната политичка, верска и национална припадност. Во Република Македонија, прв пат после 24 години од незината независност, ќе се случи државата да добие надпартиски, во права, во буквална смисла на зборот председател, кој ќе биде председател вистински на сите граѓани на Република Македонија, кој нема да се грижи секој дневно каков е неговиот рейтинг и рейтингот на неговата партија. Во главата стално ќе му бидат само најважните државни и национални интереси на Република Македонија. Коалицијата ГРОМ ви нуди председател кој ќе избира и испраќа најспособни, најголеми професионалци за амбасадори на Република Македонија, кои амбасадори ќе ја представуваат надвор во светот. Нашиот кандидат, а воедно и идниот председател професорот Зоран Поповски, почитувани мои драги колеги, никогаш нема како најголем патриот да се сложи со промена на уставното име на Република Македонија. Никогаш нема ни да разговара, а камоли да размислува за да одлучи ако се работи за високите државни национални интереси и загрозување на македонскиот национален идентитет. Пред се тука мислам на јазикот, културата и така натака. Нашиот кандидат за председател никогаш нема да подпише закон изгласан во парламентот на Република Македонија кој е противуставен. А во последните 7-8 години имавме многу такви случаи, кога Уставниот суд ги поништуваше ради неуставност. Нашиот председател нема никогаш да подписи
закон донесен во нашиот парламент кој е против интересите на граѓаните на Република Македонија. Драги мои карпошани, јас знам како вие ќе се одлучите. Јас не се сомневам во вашата подршка. Јас денес од ова место го знам резултатот каков ќе биде во Карпош. Знаете зашто? Бидејќи вие не сте обични гласачи. Вие сте во општина Карпош надпросечни гласачи. Знаете ли зашто? Затоа што во 24 години никогаш не сте погрешиле. Секогаш правилно сте одлучиле и сте биле на правата страна. Затоа уште еднаш ве молам од ова место на 13 април да излеземе сите уште рано наутро, да одиме на своите гласачки места, достоинствено и храбро да го заокружиме бројот 4, да го заокружиме името на професорот Зоран Поповски, а со тоа да придонесеме за подобро утре наше, на сите наши дечиња и на Република Македонија. Ви благодарам на доверието. Благодарам и на господинот Гештаковски. Почитувани, коалицијата Гром е отворена за сите и работи за сите. Тоа е коалиција која има своја програма, која има своја визија, коалиција која има и своја мисија. Мисија која мора да ја оствари, а мисијата е единствена. Таа се вика Република Македонија на сите граѓани или едноставно Граѓанска Република Македонија. Оттаму го повикувам и председателот на Српската напредна странка господинот Драгиша Милетич да ни се придружи. Благодарам. Добро вечер, Македонијо. Добро вечер, Скопје. Добро вечер, мој најубав Карпош. Ете, имам среќа да живеам во Карпош, во општина која никогаш ниту е делила, ниту ќе да дели луѓе на вакви, на онакви, ни по верска, ни по национална припадност. Тоа ќе се случи во цела Македонија, доколку му даете доверба на Гром, доколку му даете на наш заедничкиот кандидат за председател, господин Поповски. Јас длабоко сам уверен и убеден. На храбри им припаѓа победа, а ние се докажавме како одлучни, како храбри, како отпорни на притисоци, како отпорни на подмолни удари. И никогаш никој нема да ни подмете ништо. Само храбро, само напред. И се знае каква е парола. Гром за сите дом. Тоа е и ова символика. Нема да должи многу. Се знае и убеден сам дека сите ќе да заокружиме број 4. Зошто? Затоа што само тоа е исправна ствар. Затоа што знаеме и едни и други како ќе да владеат со Македонија. Тие ќе да слушат само исклучиво своји партии. А овде нема да се слуша партија. Овде ќе се слуша глас на народот. Таков си е човек, таква е коалиција, таква е замисла и таков е програм на ова опција. Да се видиме со победа, се сеќавате. Еднаш донесовме победа, и втор пат ќе донесеме победа, и трет пат ќе донесеме победа. И ние ќе одлучуваме кој ќе да прави влада. И ние ќе да бидеме тие кои ќе нас молат дали да бидеме со едни или со други. Живели и се гледаме до победа.
велат дека председателот на државата треба да биде татко на нацијата. Треба да биде голем човек со големо срце. Треба да биде умерен, мудар и треба да знае што сака и како тоа да го оствари. Треба и да го сакаат за тоа што го прави, а не заради тоа што го представува. Треба да биде храбар и безкомпромисен кога ќе треба, одмерен и сталожен кога ќе се решаваат најголемите предизвици. Но најважно од се, председателот на државата треба да ја зборува вистината. А знаете ли кој е бројот на вистината во науката на бројките? Тоа е бројот 4, бројот на кандидатот за председател на Република Македонија на коалицијата ГРОМ, професор доктор Зоран Поповски. Драги граѓани на Република Македонија, почитувани македонци, албанци, турци, срби, власи, бошњаци и други припадници на етничките заедници во Република Македонија, добро вечер. Од победнички Карпош тргнуваме во победничка Македонија. Општината Карпош и овој плоштад се повторно поприште од каде што почнуваат суштински промени во политичкиот живот во Република Македонија. Иницијатива која што беше водена и управувана од граѓаните на Република Македонија. Минатата година овде се случи првата победа на граѓаните во политичката историја на Република Македонија. Тогаш нашиот лидер и актуелен градоначалник на општина Карпош, господинот Стефче Јакимовски, ги избриша своите политички противници како од позицијата, така и од опозицијата. Денес и овде продолжуваме по истиот пат. По иницијатива и огромна поддршка на граѓаните во Македонија се изнедри оваа идеја, оваа опција, која што во својата суштина значи граѓаните наспроти политичките партии во Република Македонија. По прв пат граѓаните може да бираат помеѓу граѓанскиот просперитет и политичките партии во Македонија. Оваа нова понуда на граѓанската опција за Македонија ГРОМ широко ги отвори вратите за нешто ново, во центарот да го ставиме граѓанинот кој што ќе биде во функција на напредокот на нашата држава. Поминаа 6 месеци и кон оваа идеја се придружија преку 24.000 членови. За рекордно кратко време ја добив поддршката со своите потписи од 10.600 граѓани, кои што се огледало на оваа држава. Тоа се резултати постигнати од граѓаните на Македонија за граѓаните на Македонија. Затоа сакам да ви се заблагодарам и на поддршката и на храброста. Драги мои, ме направивте горд човек за оваа поддршка што ми ја дадовте. Меѓутоа, исто така сакам да ви кажам дека направивте од мене човек кој што храбро ќе се бори за да ја оправда оваа ваша доверба. На овие избори коалицијата ГРОМ ја исправена пред нејзиниот прв испит да ја доближи оваа програма до граѓаните на Република Македонија за победа не само во Карпош, него во Македонија. Јас го правам првиот чекор како промотор на оваа идеја, како ваш сограѓанин, како ваш пријател и ваш комшија. Излегуваме на овие избори со една политичка платформа во која што има два приоритети. Првиот е Македонија во 21. век, како просперитетна држава со стабилни институции и ефикасни институции кои што ќе бидат основа за светла иднина на сите граѓани во Република Македонија, независно од нивната етничка, верска и политичка припадност. Ваква Македонија со стабилни институции ќе биде посакуван партнер во меѓународни рамки и ќе биде активен учесник во меѓународните текови.
тогаш нема да мораме никого да молиме да бидеме дел од меѓународни организации, туку тие ќе не повикуваат да бидеме дел од нив. Вториот приоритет е граѓанинот на Република Македонија во прв план, во центарот на вниманието и активен во управувањето со државата. Очигледно дека не е доволно само власта да е активна. Треба да е граѓанинот активен и да е одговорен за својата иднина. Тоа сакаме да му го пружиме на нашиот граѓанин. Сакаме со овие два приоритети да донесеме позитивна енергија на политичката сцена и на таков начин да обезбедиме помирување и спојување, реалноста да ја претвориме во заедништво. Ние сме различни помеѓу себе, по најразлични основи. Меѓутоа, зошто на таа наша различност да не гледаме како на наша предност, а не како на наш хендикеп? Ајде, да почнеме да живееме едни со други, а не едни покрај други. Во овие години станавме сведоци на бескрупулозно плукање и расправање по медиуми. На луѓето веќе им досадија сите тие недоразбирања. Ја заборавивме човештината, заборавивме да зборуваме за човечки судбини. Гром сака да ја отвори новата страна во политичката историја и да зборуваме за луѓето. Како генерација сме исправени пред една историска одговорност во името на минатите, но уште повеќе на сегашните и идните генерации од Македонија да направиме просперитетна држава, почитувана во светот. Таква Македонија ќе биде безбедна и интегрирана во безбедносните системи. Таква Македонија ќе биде достоинствена со европска перспектива. Таква Македонија ќе биде современа и развиена и ќе може да создава и да споделува вредности со други земји во светот. Таква Македонија ќе биде среќна, ќе биде богата и младите нема да сакаат да си заминуваат, туку ќе се враќаат во таа Македонија. Почитувани присутни, сакам да ви предочам дека како претседател на Република Македонија ќе бидам стожер на државноста, на демократија и на совеста на граѓаните преку заштита на името на државата и на националниот идентитет на граѓаните во неа. Доста компромиси направивме околу нашиот идентитет. Мислам дека црвената линија е ставена и нема повеќе да дозволиме да се обезличуваме. Понатаму, сакам преку обезбедување и водење на политички диалог во Македонија да ја замена меѓународната заедница која што ни стана континуиран медиатор. Ние сме цивилизирана држава. Нас не ни требаат луѓе од надвор да не помируваат. Јас ќе бидам тој кој што ќе повикува политичките лидери да седнат на маса и да се договараат. Сакам да ја вратам дебатата во нашето општество. Дебата за сите оние клучни прашања кои што ги засегнуваат интересите на граѓаните. За жал, таа дебата во овој момент ја нема и јас ќе бидам промотор таа повторно да се воспостави. Понатаму, ќе бидам голем поддржувач на граѓанскиот сектор и ќе се залагам за целосна слобода на медиумите. Медиумскиот простор мора да го ослободиме за нови идеи. Со номинирање на експерти во Републичкиот судски совет, во Уставниот суд, во Генералштабот на армијата на Република Македонија и во други институции, сакам да покажам дека прв критериум во напредување во кариерата треба да биде квалитетот и професионалноста, а не политичката припадност. Понатаму, нема да дозволам веќе силно политичко влијание врз правосудниот систем кој што ги прави граѓаните несигурни. На таков начин мислам дека ќе обезбедиме повторно враќање на вербата во институциите на системот која што за жал ја изгубивме. Сакам да обезбедам општ консензус околу националните прашања во Република Македонија, меѓутоа не преку декларација, туку во кабинетот ќе понудам места како за опозицијата, така и за позицијата и таму ќе ги градиме тие консензуси. Сакам да го подигнам животниот стандард на припадниците на армијата на Република Македонија, бидејќи тие се стожерот на безбедноста во државата. Тие не смееме да ги оставиме на улица и без екзистенција. Сакам да дадеме шанса на младите, предприемачи, иноватори, да дојдат до израз со својот предприемачки дух и да се доведат во ситуација да создаваат работни места, а не да си ја гледаат само перспективата во јавната администрација.
Мислам дека ако го направиме тој револуционерен чекор, Македонија ќе тргне напред. Она што го имаме во гром како млади, мислам дека е одлична основа за спроведување на овој императив. Сакам да вбризгаме позитивна енергија во односите со нашите соседи. Како што знаете, соседите не можеме да ги бираме. Сакам да создадеме нови канали за комуникација. Сакам да воспоставиме одлични односи со граѓаните во соседните земји и тогаш прашањето на името и другите недоразбирања ќе станат само еден обичен абсурд. На таков начин мислам дека ќе станеме дел и од Европската унија и од НАТО без алтернатива. Меѓутоа, мојата стратегија е да си ја средиме државата однатре, па дури тогаш да бидеме спремни да влеземе во сите тие меѓународни текови. Покрај другото, како председател на Република Македонија ќе бидам застапник на интересите на граѓаните во градење на држава во која што граѓаните ќе остануваат, а нема да заминуваат. Заштитник на сите групи граѓани, независно што во некои сектори председателот нема своји надлежности, меѓутоа јас ќе бидам борец за нивните права. Ќе бидам председател на сите граѓани, независно од нивната припадност и храбро ќе се борам сите тие да се чувствуваат еднакви пред законот и уставот. Драги пријатели, на овој пат по кој што сме тргнале, сакаме да ви подадеме рака и да ве поведеме независно од вашата политичка, верска и друга ориентација, независно од вашата возраст и друга различност. Ајде да патуваме заедно во Македонија онаква каква што ја сакаме. Сум живеел и работел неколку години надвор од Македонија. Сум имал можност и да останам надвор од Македонија, ама секогаш сум се враќал тука затоа што срцето ми е во Македонија. Секогаш сум им велел на моите деца, ајде да ја дадеме шанса на оваа наша држава. Затоа и ја побара вашата доверба. Ајде да ја дадеме шанса на нашата Македонија, драги мои сограѓани. Ви благодарам. Храбро за нас, храбро за Македонија. Му благодариме на професор доктор Зоран Поповски. Почитувани, ние денеска не би биле присутни овде, доколку еден човек не ја кажеше историската реченица која во целост ја смени македонската политика. Тој човек не праша: дали сте храбри? Јас храброста ја црпам од вашата енергија. Почитувани граѓани, да го поздравиме лидерот на коалицијата Гром, господинот Стефче Акимовски. Добро вечер, Македонијо! Добро вечер, Скопје! Добро вечер, Карпош! Сузана, кажавме една реченица, но испеавме и една песна. Таа се вика "Не може нам ником ништа". И ке видат дека не ни може никој ништо. Почитувани пријатели, вечерва сме собрани овде да го поддржиме новиот процес во Република Македонија, да создадеме услови за развој, да создадеме услови за креација на младите луѓе. Оваа партија е направена пред се за поддршка на младите луѓе во Република Македонија. И вечерва сакам од овде да пратиме една порака за еден наш бисер,
за едно наше златно дете од Струшко, тој е Даниел Кајмаковски, кој вчера покажа дека Македонија има млади луѓе, има полни со таленти и со енергија. Само им треба поддршка да се ослободи таа огромна позитивна енергија, да дојде до израз и да видат сите што Македонија има и што може да му даде на Балканот, на Европа и на светот. Почитувани пријатели, секој огин започнува од една искра. Таа искра ја запаливме минатата година на 16 овде во Карпош. Тој огин од 28 мај тлее насекаде во Република Македонија. Вечерва се собравме овде да го разгориме тој огин. Да го разгориме огинот што треба да ги стопли сите домови, сите срца во Република Македонија. Да ги потикнеме сите граѓани, да ги охрабриме, да им кажеме дека гром е со нив. Дека има граѓани во Република Македонија кои што не се плашат. Да кажат да, ние размислуваме поинаку. Ние не сме ниту со едните, ни со другите. Кој ве шиша, ние сме за гром да го кренеме високо нашиот барјак. Дека има партија која што е подготвена да ги слуша нашите проблеми, кој што сака да ги слушне маките на граѓаните, на народот, кој што ги почитува сите граѓани на Република Македонија, и македонци, и албанци, и турци, и власи, и роми, и срби, и хрвати, и бошњаци, и црногорци, и сите кои што живеат во Република Македонија. Ние сме политичка партија која што сметаме, и ние сме коалиција која што сакаме да им кажеме дека не може да има горда држава со уплашен народ. Не може да има достоинствена држава со народ кој што е заплашен и кој што е свиткан во своите домови. Ние сакаме таа енергија позитивна да ослободиме кај граѓаните и да бидеме предводници и предвестници на едно ново време, каде што граѓаните ќе се гордеат со својата власт, а не да се плашат од својата власт. Овој народ, овие граѓани заслужуваат власт со која што ќе се гордеат. Секоја власт која што ќе прави добро за граѓаните, таа треба да биде почитувана. А власт која што сака да ги плаши своите граѓани, не е место во владата на Република Македонија. На овие избори коалицијата Гром излегува со силен кандидат, нашиот пријател професор доктор Зоран Поповски. Излегуваме со силен кандидат, зашто сметаме дека таа е достоинствена функција, затоа што таа функција е олицетворение на државноста на Република Македонија. Се боревме цел милениум да имаме држава, ја имаме и дајте сега да изградиме институции. Нам ни треба председател кој што ќе води сметка за граѓаните, за тоа како му живее народот. Нам не ни треба председател за Баросо и за Меркел. Нам ни треба председател за граѓаните на Македонија да биде добар. Нам не ни треба Европа заради Европа, нам ни треба Европа заради нас самите. Нас ни треба председател кој што ќе удри на маса и ќе каже дека на овие граѓани им е потребен правен систем кој што ги штити нивните интереси. Зашто највисоко цивилизацијско достигнување е кога ќе имаш проблем, кога ќе имаш спор, да не вадиш пиштоли и ножеви, туку да одиш на суд и таму да ја добиеш правдата. И сите неправди да бидат исправени на едно место, а тоа е судот. Нам ни треба председател кој што ќе обезбеди политички диалог, кој што ќе застане меѓу власта и опозицијата, кој ќе овозможи да се работи за доброто на граѓаните на Република Македонија. Нам, почитувани пријатели, ни треба председател кој што ќе застане на страната на предприемачите, кој што ќе ги разбере нивните проблеми. Кога ќе му дојде закон во кој што ќе се види дека има казна од 3 до 20 до 100.000 евра, да го праша министерот: абе министре, кога во животот ти си платил 100 евра казна, па да ми кажеш како те боли. Нам ни треба председател кој ќе бара да ги тргнат политиките рацете од стопанството,
на Македонија и треба слободно стопанство кое што ќе може да обезбеди не само проста, туку проширена репродукција, затоа што не ние политичарите, туку тие стопанствениците се носители на развојот во Република Македонија. Тие треба да превземат ризик, тие треба да освојат нови пазари, тие треба се борат со конкуренцијата, тие треба да враќаат кредити и тие треба да вработуваат луѓе. Ние треба високо да ги почитуваме, а не уште да ги запираме во нивната борба со пазарот, со конкуренцијата и така натаму. На Македонија и треба исто така председател кој што ќе води сметка за сиромашните. Ни треба председател кој ќе каже не може да се притискаат медиумите. Председател кој ќе отвара дебати. Председател кој што критикува, ќе критикува ако не се решаваат проблемите на граѓаните. Нам не ни треба председател кој ќе биде продолжена рака на власта, ниту пак кочничар на власта. Нам ни треба председател разумен, кој што ќе размислува со разум, кој што ќе води сметка за сите граѓани на Република Македонија, кој што ќе води сметка за граѓаните од Шипковица до Меджитлија, од мој Подржиконј до Ќафасан, сите граѓани да живеат убаво, да се чувствуваат сигурни. Нам ни треба председател кој јасно ќе каже дека природно е во една држава да има криминалци, но уште поприродно е да има ефикасна полиција, затоа што граѓаните плаќаат таа полиција. Нам ни треба председател кој ќе каже не може полицајците и криминалците да седат на иста маса. Нам ни треба председател кој каже криминалците на една, полицијата на друга. И нам ни треба председател кој заедно на чело ќе објави војна на криминалците во оваа држава. Ние сакаме нашите граѓани да живеат безбедно. Ние сакаме нашите граѓани да се чувствуваат сосема сигурно, да знаат дека во државата која што си ја градиме, во оваа слободна, независна и самостојна Република Македонија ќе се чувствуваат безбедни, зашто памтиме времења кога можете слободно да спиете во било која доба на денот и на ноќта, било каде во Република Македонија и влакно од главата да не ни фали. Почитувани пријатели, ете таков председател, јас сум убеден дека е господинот Зоран Поповски. Бараме од него кога ќе седне во председателската фотелја да не размислува со партиски памет, туку да размислува како граѓаните на Македонија живеат и да ги штити интересите на сите граѓани на Република Македонија. Во оваа изборна кампања ние ќе се потрудиме да стигнеме секаде во Република Македонија. Ќе се потрудиме на сите граѓани на Република Македонија да им кажеме дека гром е со нив, дека со нас сакаме да дојдат храбрите луѓе, но исто така и оние кои се плашат, да им кажеме дека ние ќе правиме држава, ќе бидеме власт која што сакаме да ги ослободиме од нивниот страв. Секој во оваа држава има право на политичка одлука, секој има право на политичка ориентација. Ако беше потребно сите да бидеме во една партија, тогаш зошто не си останавме во еднопартискиот систем? Тоа е смислата на демократијата, тоа е смислата на вишепартискиот систем, да секој граѓанин може слободно да размислува и за тоа од никаде и од никого да не трпи било какви репресии. Ние сакаме слобода во оваа држава. Почитувани пријатели, оваа коалиција Гром засега брои 4 политички партии, но да знаете дека има интереси од други политички партии да ни се приклучат. Нашата врата е широм отворена за сите добронамерници, за сите кои ќе ги поддржат нашите ставови и кои што се подготвени со нас сегде во Република Македонија да се потрудиме визијата за новата Република Македонија да излезе на површина. За сите оние што се подготвени да се бориме за интересите на граѓаните и да ги охрабриме во нивните набори, за да можат да бидат слободни, да размислуваат слободоумни
и секогаш во такви услови, кога имаме слобода кај граѓаните, јас сум сигурен дека се ослободува огромна позитивна енергија за сите творци во една држава, и за писатели, и за уметници, и за научници, и за стопанственици, и за административци, и вработени, и невработени. Сите наоѓаат свое уточисте тамо каде што има слобода. Почитувани пријатели, не очекуваат 30 напорни денови. Во овие 30 напорни денови, јас со моите сопартици сум подготвен секаде во Република Македонија да излеземе и да им го кажеме кој е програмот на граѓанската опција на Македонија, кои се нашите цели, а нашите цели се многу племенити. Само да им дадеме поголема политичка понуда, да ја зголемиме политичката понуда и тие како граѓани да имаат поголем избор. Минатата година граѓаните на Карпош имаа избор и одлучија, како што рече господинот Гештаковски, така како што треба, и Карпош никогаш не грешел. Ајде да се потрудиме сегде во Република Македонија повеќе да не се прават грешки и да не се каеме. Јас сум убеден дека овој наш караван ќе успее да ја крене Република Македонија цела нанозен и да бидеме вистинското изненадување на овие председателски и парламентарни избори. Да се потрудиме сите заедно, господино Поповски, да обезбедиме во вториот влез, во вториот круг. А јас ви гарантирам дека Гром не знае да губи во вториот круг. Гром знае само да победува. Главните адути на едниот председателски кандидат се што успел да му намигне на Обама. А главниот адут на другиот председателски кандидат е тоа што бил нечии советник. А колку ја што разбирам политика, кога не знаеш некому што да му правиш, го ставаш советник. И може ли некој да ми праша, да ми каже тој советник што до сега ги советувал председателите? Нам ни требаат председатели кои што ќе знаат, кои што биле во извршна власт и знаат како функционира државата и кои што биле подготвени да преземаат ризик. Човек што е подготвен да презема ризик и за кој што сум сигурен дека ни педа нема да мрдне за нашето уставно име, тоа е господинот Зоран Поповски. Јас во целост се сложувам со него дека ние треба да се потрудиме да си ја средиме нашата држава однатре, да имаме правен систем и правна држава како што треба, да имаме функционална демократија, да имаме слобода на медиумите, да имаме повисок животен стандард на граѓаните, да имаме безбедност онака како што треба на граѓаните на Република Македонија, да се отвараат нови работни места, да имаме среќни граѓани, да имаме стабилни институции, да имаме ефикасна администрација. Таква држава секој ќе посака да има во рамките на меѓународните институции. Затоа, почитувани пријатели, го поддржувам господинот Зоран Поповски и мислам дека тој концепт е сосема исправен, да ние се потрудиме во наредниве 4 до 5 години Македонија си ја средиме така како што треба. И само да ве прашам, дали Швајцарија е членка на Европската унија? Дали е Норвешка членка на Европската унија? Дали тие граѓани живеат одлично и дали се тоа посакувани дестинации за граѓаните од целиот свет? Ние сакаме да направиме држава која што ќе се гордееме со незе и во која што проблемот со името ќе остане единствен, изолиран, абсурден проблем. Господинот Роберсон пред 2 дена кажа голема вистина. На сите нив им е јасно дека ова е измислен, глупав и абсурден проблем со името. И тој добро рече, Република Македонија, ама знам дека господинот Расмунсен мора другачие да ја нарекува оваа држава. Тоа значи дека на сите ми е јасно каде е проблемот. Затоа, почитувани пријатели, дајте да си ја средиме Македонија и да знаете дека и проблемот со името како изолиран проблем ќе биде разрешен од меѓународната заедница и од нашите пријатели. Ајде во наредниве 30 дена машки да ги завратиме ракавите и да кажеме дека Гром ќе биде вистинска трета опција, дека господинот Зоран Поповски ќе влезе во втор круг и дека без Гром нема формирање влада, односно дека Гром
ќе има своји министри, ќе има своји пратеници. Да сте живи и здрави и да победиме и да пееме, не може нам нико ништа. Дали сте храбри? Јас храброста ја црпам од вашата енергија. Кога сонцето на утро се раѓа, замислиш да една звезда паѓа. Од ронко искра, надеж се буди, по-добро утре животот минува. Дојди на стартот, ние имаме цел, избори се, биди смел, за нашата земја да се бориме. Од стартот ние имаме цел, биди храбар и смел, уште